чест и задоволство денеска да го имам гостин, тетовчанецот, судија, веќе познат од меѓународни судии, кој беше избран од најголемата куќа FIFA и UEFA во U19 кој се одржа во Хаен во Шпанија. Судеше многуте футсал за репрезентации. Значи денеска ни е гостин Маријан Младеновски од Тетово. Маријан, добар ден и добро ни дојдовте во нашата емисија на нашата телевизија. Исклучително ме е чест што сум прв пат во оваа ваша емисија, што посебно со тоа што сум роден од Тетово. Најпрво сакам да ги поздравам сите гледачи што гледаат оваа спортска емисија. Значи ти си со потекло од Теарце, Тетовско, инаку сега живиш во Скопје, но секогаш ние тетовчани се гордееме кога гледаме некој наш судија суди во меѓународни надпревари, така што испадна исто и со вас во меѓународната, значи U19 кој се одржа во Шпанија, да ни покажете малце искуства какви беа вашите емоции кога дозна дека ти ќе досудиш на ова Шпанија, значи на европскиот фудбал U19, што е сон, значи за секој судија да суди надвор од земјата и за играчите што е сон да го представува својата земја, значи играчите кои сакаат да играат надвор од нашата земја. Така е. Првин сакам да кажам дека Тетово секогаш имало добри судии, од кои што сум можел да учам. Да го спомнам еден од нив, Јосим Бартон, мислам дека од него прв пат го слушнав зборот футсал, прв пат се заинтересирав за таа игра, која е исклучително атрактивна, динамична. Секогаш ми представува чест кога представувам нашата земја. Беа учесници многу судии од многу земји. Јас како судија од Македонија одсудев повеќе надпревари и стигнав до тоа финале во Хаен во Рига. Дали можеш да ни покажеш значи на кои репрезентации им судеше, иако ние имаме малце информации Португалија, Полска, па потоа Полска, Франција, па потоа судев во секоја рунда, од секој надпревар. Португалија, Полска, како што кажавте, тие беа двете екипи што се пласираа во полуфиналето, судев Полска, Франција, стигнав до финалето, судев и други надпревари како трет, четврт, таймкипер, значи бев постојано активен во турнирот. Но финалето беше тоа нешто поинтересно, значи помеѓу Шпанија и Португалија. Да, во финалето не секогаш најдобрите судии судат, имаше судии од Португалија и од Шпанија кои што беа елиминирани затоа што нивните репрезентации се во финалето. Значи представува, како да кажем, една среќна околност и се разбира покажано знае номинатите надпревари, се вкупно заради заслуга се доаѓа до тоа финале да се суди. Какви беа условите, патувањето што се однесува до организацијата на европскиот фудбал? Тоа сакаме да го слушаме повеќе и љубителите на спортот. Патувањето страна на УЕФА е секогаш на врвно ниво, значи се патува со авиони, со собствен план за патување, секогаш се престојува во хотели што се по 4 звезди и погоре, исклучително као база на судиите. Таму во таа база би кажал има една едукација пред самите надпревари, после состаноци има, после секој надпревар се гледат грешките од сите судии, се едуцира како се продолжува натаму, се даваат совети за идните надпревари се до финалето. Дали само Маријан Младеновски беше од Македонија, дали имавме и други судии од Македонија или од соседните држави, да кажеме, тие што не... Од овој пат бев само јас, меѓутоа сакам да споменам дека во минатото има Јосип Бартон стигнато до едно европско првенство. За мене ова е трето учество едно европско првенство, 2 до 19 години и едно женско Final Four европско првенство. Други судии од Балканот би споменал дека имаше само еден од Бугарија и други немаше. Како го оценуваш ти твоето искуство на првенството и што треба да се работи во нашата земја, да се организира, значи вакви првенства во Македонија, за да организираме ние како држава? Нашата федерација исклучително се заложила за футсалот и за фудбалот. Ние имаме постојано семинари, можеби повеќе од половина земји од Европа. Значи се обрнува постојано едукација на судите. Можам да кажам дека сега наредниот месец во октомври ни гостува шефот на европските судии, Педро Галан. Тој активно ќе земе учество семинар
кој ќе трае 4 дена, мислам дека ќе се одржи во Скопје, но не е само тоа. Пред моето одење во Европско првенство дојде Вернер Хелсен, тој е фитнес тренер на УЕФА судиите, исклучително добра едукација, значи ние благодарејќи на Фудбалската федерација имаме постојана едукација и сме во врвот на судиите во Европа. Дали се разликува нашата футсал лига, дека знаеме дека судите и во футсал лигата на Македонија од она другите на европските земји, да кажеме од тие што го истакнавте во ова првенство? Можам да кажам од аспект на технички карактер дека нашата футсал лига е малце послаба во организацијски дел во однос на другите футсал лиги. Меѓутоа е едно исклучително квалитетно првенство кое до самиот крај има борба за самиот шампион, што е исклучително тешко за нас судиите и исто и за екипите, бидејќи до последните кола не се знае шампионот. И како бевте оценуван од страна на ФИФА, УЕФА на крај? Јас сум премногу задоволен, значи имав добри оценки. Меѓутоа сум задоволен што за мене ово представува само еден чекор на едно скалило, една добра едукација, каде што си го подобрив судењето, грешки секогаш има, ќе има, тие да не бидат големи и да не влијаат на резултатот, на финалниот резултат. Значи една добра едукација, една моја мотивација за едни поголеми чекори во иднината. И за на крај, значи, што би им препорачувал на новите судии кои сега почнале да судат? Дали некош и тие ќе сонуваат да судат, да досудат, значи, на европско, на светско првенство или кое е вашето мислење? Моето мислење е секој почеток е тешок. Јас сум судија веќе 20 години, за да стигнам до ова ниво сум вложил многу напори, многу тренинзи. Меѓутоа секогаш сум имал една визија, една голема визија да бидам во најдобрите од УЕФА и никогаш не сум се тргнал од тој сон. Сум грешил, од грешките се учи од туги грешки, но од сопседните најмногу, да не се откажуваат, да вложат напор и еден ден може нивниот сон ќе се оствари. Го спомнавте Бартон Јосип, дали тој беше вашиот идол или некој друг судија, дали може да ни објасните малце повеќе во тој аспект? Не само Јосип Бартон, и многу судии сум учел од нив, имам тето и други судии од постарни генерации. Сега да не ги спомнувам, ама кој долга е листата за именување. Да. Значи секако од него сум учел и можам да кажам дека ми бил еден идол. Маријан, фала ви што бевте дел од нашата емисија, на спортската емисија. Фала ви што бевте гостин. Ние како телевизија ви посакуваме, значи, што поголеми успеси. Дај Боже да те гледаме и на светско првенство, да судите на најдобрите екипи, најдобрите репрезентации, значи тоа се од нашата редакција. Ви благодарам на интервјуто. Ова е моје прво интервју, баш ми е драго што се случува на КМ телевизија, една локална телевизија од Тетово, местото кај што сум роден. Да. Се надевам во иднината дека ќе стигнеме на светско првенство. Фала ви многу.